Благодарам, почитуван председателе, почитуван вице-премиер и министр за финансии, почитувани пратеници, почитувани земјоделци. Јас ќе се задржам на дополнувањата на законот за данок на додадена вредност, со кој што се предлага да се пропише проширување на листата на добра за кој ќе се применува повластената надомшна стапка, кој изнесува 5%, односно повластена стапка за прометот и увозот на добитошна храна, адитиви за добитошна храна и живиот добиток. Доскоро бев непосреден учесник во сите заложби да се реализира барањето од страна на земјоделците, а во исто време и нивната благодарност кон Министерството пред за финансии и владата на Република Македонија за разбирањето и чувството кое што го покажа за потребите на самите земјоделци. Сакам на почетокот да дадам конкретни показатели околу вкупната ситуација во делот на производството на сточна храна. Имено во Македонија располага со 1.261.000 хектари на земјоделско земјиште, од кои 509.000 хектари се обработливи површини со следна структура: 81% под ораници и бавчи, 12% се ливади, 4% се под површини под лозија и 3% под овоштарници. Под земјоделски површини се сметаат и 751.000 хектари под пасишта или околу 60% од вкупната земјоделска површина. Од расположивите 413.000 хектари под ораници и бавчи засејани се околу 68% или 280.400 хектари. Во структурата на засејаните површини фуражните култури се застапени на околу 30.000 хектари или 10% од засејаните површини од бавчи и ораници. За појаснување, површините кои служат за напасување на добитокот или се користат за производство на кабаста добиточна храна изнесуваат за фуражни култури 29.659 хектари, ливади 59.000 хектари, пасиша 751.000 хектари. Согласно бројната состојба на домашните животни, Република Македонија во одредена мера може да ги задоволи своите потребни за кабаста добиточна храна. Како најзначена фуражна култура е луцерката, која е засејана на околу 20.000 хектари и од која се добиваат околу 113.000 тони на луцеркино сено. Не случајно ги споменувам овие податоци, заради тоа што токму преку нив може да се разберат ефектите од измените на законот кои што ќе следат секако во позитивна насока. Крвната пченка е засејана на околу 2800 хектари со производство на околу 64.000 тони на зелена маса, во најголем дел која се користи за производство на силажа, која во суштина представува конзервирање на зелената маса, кабастата храна, и овозможува на квалитетна дажба за домашните животни преку целата година. Следува детелината на околу 3.400 хектари и производство од околу 13.000 тони на сено. Граорот е засејан на околу 2.713 хектари со производство од 6.700 тони на сено и добиточниот грашок кој е засејан на 1.500 хектари со производство од околу 4.500 тони на сено од добиточен грашок. Добиточната репа е засејана на околу 404 хектари и производство на околу 4.500 тони на сурова добиточна репа. Согласно податоците од науката во Република Македонија, во нормални услови на одгледување на крвна пченка може да се произведат околу 45 тони силаже од 1 хектар. Во Македонија застапени се 2814 хектари под крвна пченка и доколку произведената зелена маса во целост се серира, би се произвеле околу 127.000 тони на силажа. Пченката исто така представува најзначена култура, која се користи при исхраната на сите видови на домашни животни преку анализата на податоците. Производството на зрнста добиточна храна пченката се огледува на околу 31.000 хектари со производство од 131.000 тони. Јашменот се одгледува на површина од 42.000 хектари со производство од околу 125.000 тони и ршта
е застапена на околу 3800 хектари површина со производство од околу 9000 тони. Купното производство на зрнеста храна, значи пченка, јачмен, овес во Македонија на годишно ниво изнесе околу 265.000 тони. 5-годишниот просечен број на говеда се движи во рамките од околу 253.000 говеда, грла, свињите се во просек околу 185.000, овците во рамките околу 750.000 грла, додека просечниот број на живина изнесува околу 2 милиони грла. Која е и колкава е потребата од добиточна храна во Македонија на годишно ниво, преку штатското одгледување? Според бројот на домашните животни во Македонија по категории за кои се преспетани потребните количини на добиточна храна, годишно во услови на штатско одгледување на говеда, свињи, живина, додека нормите за исхрана на овци и кози се преспетани за полуномадскиот начин на одгледување кој е карактеристичен за нас, на годишно ниво се потребни 306.000 тони на концентрат зрнеста добиточна храна. Тука е и проблемот, заради тоа што Македонија 50.000 тони увезува, тоа се 17% од потребите, зашто издвојува 11 милиони евра. Исто така, втора значајна култура, морам да напоменам, е и сојата во зрна, која што се увезува во количина од околу 800 тони годишно. Исто така, ова се однесува и на преработувачкиот сектор, според податоците од Регистрот за оператори со храна на животни од Агенцијата за ветеринарство, регистрирани се 69 оператори со храна за животни, од кои 42 за производство на сточна храна и 27 за трговија. Со донесувањето на Законот за изменување и дополнување на Законот за данок на додадена вредност, Република Македонија може во целост да ги задоволи своите потреби за кабаста добиточна храна, со основна цел во нормални услови да се произведат 45 тони по хектар. Ќе се обезбедат површините од 2814 хектари под крвна пченка и производство на 127.000 тони. Ќе се зголеми вкупното производство на зрнаста храна на 265.000 тони годишно. Ќе се зголеми производството на потребните 306.000 тони годишно на концентрат зрнеста добиточна храна. Ќе се намали увозот од околу 50.000 тони на концентрат и негова субституција со домашно производство. Ќе се намали увозот од 51.000 тони сточна храна во вредност од 11 милиони евра и замена со македонско производство, и со сите овие измени дополнително ќе се влие врсените на добиточната храна и адитивите, како и врсената на живиот добиток, со што ќе се придонесе за стимулирање на земјоделското производство на месо и млечните производи, како и за зголемување на конкурентноста на македонското сточарство. Исто така, ова е исполнување на обврската која што владата имаше превземена кон самите земјоделци, односно производителите, одгледувачите на говеда. Ќе се развие и понатаму, како што кажав, сточарскиот сектор. Ќе се обезбеди храна од домашно производство, ќе почне да функционира прометот со сточната храна и ќе се регулира прометот на сточна храна, и на крај ќе се исклучи сивиот промет, односно продажбата на црно на оваа сточна храна, а истовремено, како резултат на сето ова, ќе имаме и регуларни услови за откуп на пшеницата, која што досега во одредена мера се користеше како сточна храна. Од тие причини, лично јас со задоволство ќе ги поддржам измените на овој закон. Ви благодарам.